МПЦ не го менува името, станува Македонска православна црква, историска и правна наследничка на Охридската архиепископија. Има достоинство на архиепископија и се именува МПЦ Охридска архиепископија во комуникација Македонска православна црква, рече владиката Тимотеј по завршувањето на архиепископскиот црковен народен собор во Галишта. Членовите на соборот едногласно го повикаа државниот врв на национално единство со препорака да се употребат сите сили за запазување на националниот и духовен идентитет на македонскиот народ и се што е македонско. Архиепископскиот црковен народен собор едногласно ги прифати и изгласа следните предложени амандмани за измена и дополнување на Уставот на Македонската православна црква. Се дополнува член 2 од Уставот на Македонската православна црква, кој ќе гласи: Македонската православна црква, историска и правна наследничка на Охридската архиепископија и на Јустинина Прима, има достоинство на архиепископија и се именува Македонска православна црква Охридска архиепископија, а во комуникацијата Македонска православна црква. Членовите на Архиепископскиот црковен народен собор воедно упатуваат и апел за национално единство и искрени молитвен повик до сите политички субјекти во земјата за одговорен пристап во овој исклучително комплексен и полн со предизвици период за нашата татковина, со препорака да се употребат сите сили за запазување на националниот и духовниот идентитет на македонскиот народ и се што е македонско. Исто така, Црковно-народниот собор го поддржува ставот во соопштението што е дадено уште на 26 декември 2017 година по однос на промена на името на нашата држава и на нашата црква. Благодарам. Да се поведе грижа за просветните институции и црковно-историските споменици, додаде Тимотеј. Црковно-народниот собор упати апел до државните институции да поведе поголема грижа за просветните институции на Македонската православна црква, како и за црковно-историските споменици. Архиепископскиот црковен народен собор упатува апел до надлежните институции предметот етика во религиите да биде ставен во редовен предмет во државното образование. Делегатите на соборот со новата резолуција одлучија да се дополни член 9 од Уставот на МПЦ, кој ќе гласи: титулата на архиепископот и митрополит Скопски, архиепископот Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима да се ословува со ваше блаженство. Се донесе одлука Полошко-Кумановската епархија да се подели на две засебни епархии, тоа Тетовско-Гостиварска и Кумановско-Соговска. На Македонската православна епархија за Австралија и Нов Зеланд со седиште во Мелбурн се додава и Австралиско-Сиднеска православна епархија со седиште во Сиднеј. Одржувањето на соборот е во годината кога црквата и верниот народ во Република Македонија прославуваат 60 години од возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, кога се одбележува 1000 годишнината од формирањето на Охридската архиепископија, кога ќе се чествуваат и 75 години од свештеничкото заседание во село Издеглавје и 1155 години од Маравската мисија на светите браќа од Солун, Кирил и Методи.